Отворено да се изјаснат кандидатите за градоначалници дали се за или против рудници, бараат граѓанските иницијативи во Југоистокот. Невладините организации не ги оставаат на мира политичките партии во предизборието на локалните избори. Бараат изјави, потписи и одговори, за да бидат сигурни во нивното делување после изборите. Иницијативата Спас за Струмица вели дека нема гласови за кандидатот за градоначалник кој нема искрено да застане против рудникот Иловица. Тоа им е јасно и на двете партии, затоа мислам дека можеби они да не се искрени со нивните намери, но нивните политички амбиции се опрашање и затоа сметам дека разумен кандидат или разумна едно тело кој што задолжено за избори треба тоа прашање да го свати како приоритет. По тоа прашање се кршат копјата. Валандовчани до кандидатите пак испратија меморандум за спречување на рударскиот комплекс Казандол. Бараат тројцата кандидати да потпишат изјави дека доколку станат градоначалници ќе се залагаат за затворање на рударскиот комплекс. Сите кандидати за градоначалници и советници во општина Валандова, во советот на општина Валандова, да се изјаснат дека ќе стојат на страната на овие граѓани кои се изјаснија против Г1 тешка и загадувачка индустрија и со тоа да ги повлечат позитивните мислења кои беа доделени за рудникот Казандол, да се доделат негативни мислења за другите две локации Плавош и Бајрамбос. Во урбанистичките планови, во генералниот и во деталниот урбанистички план да не стојат локации за рударски комплекси и за други објекти од Г1 и тешка загадувачка индустрија и активисти и членови на граѓанството да бидат дел од одлучувањето во која насока ќе се одвива економскиот развој на нашата општина. Во Богданци активистите за време на митингот на СДСМ застанаа со транспаренти пред лидерот на партијата и премиер Зоран Заев и побараа став од владата за ова прашање. И ако барате од мене одговор дали ќе ве поддржиме, ќе ве поддржиме со се што памет и носи глава. Оти нема поважно нешто од нашиот граѓани, од граѓаните на Република Македонија. Затоа ја поздравувам вашата борба и одважност до граѓанските организации и до независните граѓани. Затоа и СДСМ стоеше рамо до рамо со вас. Без разлика дали сме биле на референдуми додека било опозиција или сме власт. Тука избор нема. Не може да бираме економија наспроти здравје. Што ќе избереме? Здравје. Здравје на идните и на сегашните генерации. Иницијативите против рудниците во Југоистокот досега реализираа 6 референдуми, од кои 3 успешни и 3 неуспешни.